А по иницијатива моја, овие 2 дена че има едно џудо средба, џудо дружење на 5 клуба од Република Македонија. Овие клубови, 3 клуба се од Прилеп, еден од Кавадарци и еден од Скопје. Иницијативата и како идеја беше да покрај ривалството со клубовите, исто така треба да се запознаат и да се дружат младите, а со цел покрај дружбата и да разменат и своји искуства и своји знаења, па се разбира, тие тренираат за да како да кажам, да се борат за Македонија и сите оние искуства кои што ќе ги соберат од меѓу себе да ги прикажат онам каде што настапуваат сите џудо клубови. Имаме 3 џудо клуба од Прилеп, тоа се џудо клуб Пролетар, џудо клуб Бушидо и џудо клуб Сейшен, и 2 клуба, едниот од Скопје, тоа е џудо клубот Ипон и џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци. Колку често се одржуваат во текот на годината вакви заеднички тренинзи, вежби? Овие 2 години ние како клуб имаме само соработка со џудо клубот од Кавадарци Кожувчанка. Ова е за прв пат се случува после извесен долг временски период. Исто че напоменам по моја иницијатива и со одобрување од другите тренери на џудо клубовите, вакви тренинзи да има се почесто и почесто. Сепак со цел да се дружат децата и да собират знаење и искуство за понатамошно, фала Богу, за да се борат на меѓународните и на европските купови. Како џудо клуб во последните неколку месеци имавте голем број на успеси, особено меѓународните турнири во Србован, Војводина, исто така и во Печ, во Косово. Што е следно? Имаме многу понуди од другите клубови надвор од Република Македонија, во изостанок на тоа што гледам дека не се случува ништо во Република Македонија, па мора да се насочиме кон меѓународните турнири. Имаме отприлика околу 73 понуди по разни надпревари, за тоа колку ќе ни биде буџетот на клубот, колку би помогнале фирмите прилепски, а бидејќи тие не помагаат ништо, па ние се на свој трошок одиме по меѓународните и гледам дека полека екипата која е сега нашата екипа која е хомогенизирана, настапува и почна и професионално да вада добри резултати. Од прилика планирани се околу 9, од кои на 2 бевме, ни остануваат 7, ги одбираме меѓународните турнири, каде што има над 1000 учесници од секаде низ Европа и Балканот, и одиме на квалитетни турнири, затоа што на неквалитетните турнири џабе би ги зеле тие медали кога на појаки турнири, на подобри турнири, на подобро организирани турнири би освоиле многу повеќе и би направиле децата да соберат многу повеќе знаење за понатамошното нивно учење и обука на џудото во градот и во Македонија. Колку е потребна финансиската поддршка од државата? Финансиската поддршка од државата е за сега никаква. Сега жива среќа што нашиот клуб има генерален спонзор кој е од Србија и веќе се договоривме и веќе почнуваат тие на неколку пати да пуштаат рати на клубот во голема сума, се со цел да се спонзорираат и тие, исто го спонзорираат и клубот и џудо и македонското џудо, што е за македонските фирми многу жално. Многу жално затоа што и пробавме ние кај огромни фирми, кај големи компании добивме негативен одговор. За џудо клубот Пролетар да кажам дека ова година слави 40 години од своето поставање. Во нашиот град некако џудото како да мрдна од мртва точка, активирани се повеќе џудо клубови и се договараме на некој начин да имаме една плодна соработка меѓу сите клубови во нашиот град и пошироко. Престојат некои заеднички тренинзи, барем еднаш месечно да се дружиме, дечината да се дружат. Се надевам дека со тоа ќе постигнеме малце поголеми резултати со меѓусебните контакти и соработка како на наше ниво во градот, така и надвор од нашата општина.
На вечерашниот тренинг учествуваат членови од џудо клубот Сейшен од Прилеп, џудо клубот Пролетер од Прилеп и џудо клубот Бушидо од Прилеп. Во текот на утрешниот ден ќе продолжат уште 2 тренинга, со тоа што ќе имаме најава дека ќе дојдат и клубови од Скопје. Колку џудото е популарен спорт во Македонија? Зема замав џудото, голем дел од наши спортисти се активни на европска сцена. Наши членови, поготово џудо клубот Пролетер, се поголем дел во составот на репрезентативните селекции на Македонија. Денеска еве вечерва учествува Ангелов Борче на Европски куп во Сараево со останати 4 членови на репрезентацијата на Македонија. Кои се вашите идни цели како џудо клубови? Нашите идни цели се секако постигнување на врвни спортски резултати, учество на балканските првенства, учество на европски купови, светски и така натаму. Значи не зависи само од нас, зависи од многу фактори, многу причинители, пред се финансиската страна. Се надевам дека од страна на локалната самоуправа ќе најдат овие мали спортови на одредена поголема поддршка.